Владеачкото мнозинство не дозволи дебата за неетичкото однесување на Талат Џафери кон службениците во парламентот. Расправата по пријавата на ВМРО ДПМН заврши уште преди да започне, откако пратениците од СДСМ и ДУИ гласа против дневниот ред на кој единствена точка беше токму однесувањето на Џафери. Омаловажувањата, понижувањата, мобингот, непочитувањето е нешто што на дневна основа го доживуваат сите граѓани во државата, без разлика на верска, етичка или било каква припадност. Вака функционира двоецот СДСМ и ДУИ. Вака функционира во цела држава. Вака е со се во државата. Секогаш, кога треба да понесат одговорност, бегаат од истата. Одговорност ќе има, ќе одговараат пред граѓаните на Република Македонија. Џафери, кој веќе се изјасни дека не чувствува одговорност за пцовките и навредите кон вработените во собранието, не се ни појави пред пратениците на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, ама затоа пратениците од ДУИ побрзаа да ги оправдаат неговите постапки. Не можеме да дозволиме како пратеници, представници на граѓаните, собранието да се претвора во циркус. Не можеме да дозволиме собранието да се претвора во театар. Собранието на Република Северна Македонија не е местото за реализирање на тесни партиски агенди. Видеото со вулгарниот речник на Џафери беше објавено на социјалните мрежи, а навредите се слушаат по завршувањето на 71-та седница. Сите слушаат конкретно седници, веднаш кај комплет седници, сите што позаду се Немате ви еве. 30% на плата и ще си ебавате на един. Откако власта не дозволи расправа за неетичкото однесување на Џафери, од опозицијата се сомневаа дека воопшто ќе биде ставена на дневен ред и поднесената интерпелација за работењето на Џафери, откако тој спротивно на деловникот ги заклучил пратениците за да ги преброи. Џафери има рок до следната недела да одговори на поднесеното барање за гласање недоверба и да ја образложи неговата постапка.